Ситуацијата на жената ромка во Република Македонија е секогаш актуелна, меѓутоа никако состојбата на жената ромка да се промени. Зошто го велам тоа? Значи, години наназад ние работиме во однос на подобрување на состојбата на жената ромка, не како невладин сектор, него и пошироко. Проблемот е тоа што соодветните институции немаат доволно слух за да го отворат прашањето на жената ромка во Република Македонија во однос и од аспект на сите 4 области кои засегаат жената ромка. Значи, зборувам за образование, вработување, домување и здравство. Значи, ја можам да ви наведам, да ви илустрирам примери на дискриминација невидена во секој сегмент од општественото живење на жената ромка. Незиниот статус секојдневно е се полош и полош, подобрување нема. Ние се обидуваме како невладин сектор да ја актуализираме таа положба на жената ромка, но за жал не секогаш успеваме. Она што мислам дека фали е тоа што жената ромка треба малку повеќе да е поактивна. За да ти се избориш за својот статус и за остварување на човековите права, не можеш да бидеш пасивен. Значи, треба да е активна во однос на отварање на тие институции, да таму кај што треба да се вклучи, да се вклучува. Жената ромка за жал е се уште на високото ниво на невработеност помеѓу сите категории на лица во Република Македонија. Она што последно го има по извештаите и по националните стратегии дека процентот е 97% од жената ромка дека е невработена за жал. Ако зборуваме за тоа колку жената ги ужива своите репродуктивни права, жената да ги ужива во денешно време, знае дека треба да одбере свој матичен гинеколог, да оди редовно на прегледи, да се грижи за себе, меѓутоа од друга страна, кога доаѓаме до онаа родова еднаквост и родова рамноправност во брачната заедница, сепак се соочуваме со една бариера, односно жената ромка се уште самостојно не може во целосно да одлучува за бројот на деца и за распределувањето на домашните финансии, меѓутоа зборуваме сега за жената ромка која што се уште е маргинализирана, која што е останата со низок степен на образование, додека во денешно време младите жени ромки, особено тие што имаат и завршено и средно образование, универзитетско образование, и така се на една порамноправна состојба со својот брачен другар. Меѓутоа, сепак ќе кажам, моје мислење е дека недостига уште многу, за да стасаме на едно исто ниво како жените македонки, жените албанки. Се уште помеѓу ромите нема една Радмила Шекеринска, нема Силвана Бонева, нема Теута Арифи. Се уште недостига она вистинско политичко вклучување на жената. Зошто? Затоа што жената се уште ја игра онаа улога на марионетка, според мене, затоа што се користи жената само како партиципант во политиката и затоа што немаат мажите најверојатно доверба во жените, што е сосема погрешно, затоа што имаме многу успешни примери.